Благодарам, почитувани колеги, почитувани граѓани. Воведувањето на прогресивниот данок од 1. јануари 2019 година предизвика многу реакции, особено од стопанствениците, но и кај експертите, кои се загрижени дека со тоа нема да се постигне ефектот кој што сака или го очекува владата, туку напротив ќе се зголеми даночната евазија, а се очекува и да се случи губење на странски инвестиции и одлив на мозоци. Особено ќе бидат на удар некои сектори како секторот воздухопловен транспорт или секторот компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности. Таму по моментот просечната исплатена плата изнесува околу 60.000 денари, што сигурно значи дека приличен број на вработени токму во тие сектори имаат примања над 60.000 или над границата за зголемено оданочување. Значи, наместо тие кадри во тие области кои се иднина и носители на напреднати технологии и напредок воопшто, како што се програмерите на пример, со зголеменото оданочување на нивните примања ќе се случи и тие како и другите да избегаат од Македонија. Верувајте, сите програмери, иако се добро платени и сега пред оваа мерка, сериозно размислуваат за бегање од Република Македонија, затоа што се ценети и побарувачката за нив е голема во сите земји и во светот. Само кај нас тие од нова година дополнително ќе се оданочуваат. Со воведување на овие измени и тоа веднаш сега, уште од јануари, многу странски, па и домашни компјутерски, програмерски, односно софтверски фирми во Република Македонија ќе останат без најдобрите програмери, па ќе се позамислат дали да останат во нашата држава или да ја префрлат дејноста во некоја друга дестинација. За тие компании тоа и не е воопшто тешко, бидејќи да програмирате можете од било каде. И така место платите да се евидентираат тука и на нив тука да се плаќаат придонесите, државата ќе остане и без тие даноци кои што досега ги прибираат. Промените, односно зголемувањето на даночните стапки, само ја покажува неспособноста на оваа влада. Тоа е знак дека оваа неспособна влада се соочува со проблеми во приходната страна од буџетот, дека нема добра контрола и резултати во наплатата на даночните давачки и дека постои висока стапка на евазија. Од друга страна, тоа значи дека владата има проблеми и кај расходната страна на буџетот. Ова неспособна влада има проблеми со финансирањето на планираните расходи, дури и при толку катастрофално ниска реализација на капиталните инвестиции кои се сега при крај на годината на ниво од нешто над 1/4 од планираните. А и како би немале кога се финансираат многу нерационални проекти, например покривањето на половина од нешто повеќе од половина од долговите на неуспешните градоначалници на Социјалдемократскиот сојуз, кои што потрошија добар дел од нивниот мандат и истите не сработија ништо. Не прочитавме за ниту еден единствен реализиран проект, некоја направена чешма, некоја канделабра или жардинерија и така натаму. Ништо не изградија. На ова треба да се додадат и други нерационални трошења на буџетот, како например огромниот број на нови партиски вработувања во јавната администрација, па доделување на високи грантови на роднини пријатели или делење на прескапи тендери на фирми, на владени функционери, кои се регистрирани само за таа цел, па се до срамното купување на лубриканти.
Сите видовме еден куп на афери на оваа влада со скандалозно трошење на народните пари. За да се покрие сето тоа, покрај повеќе мерки со кои се удри по джебовите на граѓаните, че ја спомнам како пример само зголемената акциза за нафтата, која што најмногу ја почувствува најсиромашните. Покрај најсиромашните, еве сега на удар дојдоа не најбогатите, туку паметните, стручњаците, умовите, експертите, тие што се носители на развој и на напредок, за кој ова неспособна влада предлага зголемување на даноците. Ако погледаме историски како се менувал овој данок во Република Македонија, ќе го видиме следното. Од 1994 година до 2000 година доходот на граѓаните се пресметувал со примена на прогресивни даночни нивоа. Остварениот доход до висина од 2 просечни месечни плати се оданочувал по стапка од 23%. Доходот на 2 до 5 просечни плати од 27%, а доходот остварен над 5 просечни плати од 35%. Од 2001 до 2004 година имало 2 стапки на прогресија, а од 2005 до 2006 година оданочувањето на доходот на граѓаните се вршел повторно на 3 нивоа. Од 1 јануари 2007 година се воведува пресметување на персоналниот данок со примена на пропорционална даночна стапка или така наречен рамен данок. И во 2007 година стапката на оданочувањето на данокот на доходот на граѓаните била 12%. Од 2008 година стапката на оданочување на доходот на граѓаните се намалува и изнесува 10%. Значи, секогаш кога на власт е Социјалдемократскиот сојуз, се зголемува данокот, а секогаш кога на власт е ВМРО ДПМН, данокот се намалува. ВМРО го намали основниот данок од 15 на 12 па на 10 и го направи и за сите, а Социјалдемократскиот сојуз секогаш го зголемува со воведување на нови прогресивни стапки. Ова најдобро покажува кои влади биле поуспешни. Намалувањето на даноците значи и поуспешна економија, а секогаш кога на власт е Социјалдемократскиот сојуз, економијата доживува катастрофа. Затоа сведочи и остварениот раст на бруто домашниот производ од 0% во минатата година, а 0% и не може да се нарече раст. Еве и оваа година секојдневно или странски институции како што се Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка или домашните како Народната банка и владата сами го намалуваат предвидувањето на овогодинешниот раст на бруто домашниот производ за на крајот на годината, наместо на изборите најавените 5-6% раст на бруто домашниот производ да излезе веројатно само некаде околу 1%. Колку е да е ова неспособна влада за 2 години, колку што е на власт, оствари најнизок раст на бруто домашниот производ во регионот и во цела Европа. Во периодот кога сите држави, како во регионот, така и на целиот континент, остваруваат рекордно висок раст на нивните економии. А кога не ви оди во економијата, кога стопанските субјекти не го полнат доволно буџетот, се знае, за да функционира буџетот, се оди на зголемување на даноците, онака како што го прави тоа сега Социјалдемократскиот сојуз. Затоа предлагачот да престане да глуми дека е некој современ Робин Худ, бидејќи со овој прогресивен данок токму од најбогатите нема да се земе ништо за да му се даде на сиромашните. Благодарам.